Почитувани граѓани на Република Македонија, годината што заминува, ќе ја паметиме по најголемиот успех на граѓаните на оваа земја. Слободоумните граѓани ослободија заробена држава. Се соочивме со предизвиците и се случи пресврт. Се случи промената. Македонија се стабилизираше и тргна кон раст и развој. Со промената на власта, граѓаните јасно порачаа дека очекуваат нова пракса и нови политики при управувањето со државата. Тоа е главен предуслов за враќањето на довербата кон институциите и кон власта како политички инструмент. Клучен фактор за создавање доверба е да се спроведува владење на правото. Правната држава создава сигурност за секој граѓанин поединечно и за општеството во целост. За добро и одговорно владење неопходни се уште и почитување на човековите права, социјалната правда, јавното и отчетно работење и обезбедувањето целосно учество на сите граѓани во општеството. Реформата подразбира вклученост на сите, за сите, без исклучок по било кој основ. Ставањето на граѓанинот во центарот на нашата грижа значи постојано подобрување на условите за живот на луѓето и поттикнување на сигурноста на граѓаните. Да се биде сигурен, значи да се биде ослободен од страф, ослободен од економска и друг вид неизвестност. Борбата со сиромаштијата и обезбедувањето на сигурноста се основни услови, но тие се само дел од поголемата целина. Знаењето, вештините и здравието, како врвни приоритети, ја подигнуваат свеста за афирмација на човековото достоинство, за достоинствени граѓани на нашата Македонија. Ке бидеме достоинствени ако сме честни, а честноста подразбира борба против корупцијата. Како одговорен политичар и како премиер на Република Македонија, силно се противам на амбиент во кој некои политички елити се почувствуваа привилегирани. Мислеа дека правдата и казната што произлегува после корупцијата нема да ги опфати и нив. Сите мораме да го дадеме сопствениот придонес кон реформата и кон новото време за кое постигнавме општествен консензус. Нула толеранција за корупцијата и нула толеранција за кршење на човековите права и ништо помалку. Одредени политичари во изминатите години избраа да водат политика на поделби и предизвикување конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Тоа е политика што гради минато, а не иднина. А нам, наместо поделба, ни треба доверба. Само интегрирана Македонија, единствена во различностите, ќе биде стабилна и просперитетна држава за сите нејзини граѓани. Во таква Македонија веруваат мнозинството од граѓаните. Затоа градиме општество еднакво за сите. Почитувани мои сограѓани, што уште не очекува во 2018 година? Не очекува многу ангажман со единствена цел – мирен и квалитетен живот за граѓаните. Ке растат платите, затоа што имаме сериозен и прецизен план за економски раст. Тој план ќе обезбеди нови, подобро платени работни места. Проектираниот буџет за 2018 ќе донесе финансиска стабилизација на земјата, раст и правичност. Ќе ги интензивираме напорите во реформските процеси за демократска обнова на општеството, за обезбедување професионални и деполитизирани институции, еднакво и квалитетно услужни кон сите граѓани. Продолжуваме да бидеме пријател со сите 5 соседи, но и предводници во градењето нов имидж за Балканот пред светот. Конечно, очекуваме Македонија да биде 30-та земја членка на НАТО. Очекуваме да добиеме чиста препорака за почеток на предпристапните преговори со Европската Унија. Брисел знае дека имаме доволно добри аргументи за ова наше очекување. На патот сме да ја заокружиме визијата за модерна, економски напредна и респектирана држава, да се обединиме околу овие приоритети.
како никогаш досега, сите да ја прифатиме одговорноста за нашата иднина. Сега, кога 21. век станува полнолетен, ајде заедно да го положиме испитот на зрелост, заради иднината на нашата заедничка Македонија. Заслугите ќе им припаднат на сите. Нека ни е среќна и берикетна новата 2018 година. Среќни новогодишни и божикни празници.